И секако сега јас ќе кажам добро утро и кажав на својата колешка Искра, ќе кажам сега и на нашиот гостин. Добре ни дојдовте. Злата Димовски, универзитетски професор, експерт за контраразузнавање тероризам со посебен акцент на меѓународниот тероризам. Ние ја најавивме темата, само јас да ви посакам добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Искра, повеќе. Професор, ајде виднаш со прашање, бидејќи кусо ни е времето, а вие сте човек кој што е пун со анализи и знаење, па сакаме да слушнеме. Ајде виднаш според насловот како што е на овој разговор, ако на еден Израел, односно на еден Мусад, можеше да му се случи терористички напад, што останува за држави како Македонија? Треба ли да сме исплашени како држава, знаејќи дека на Балканот и кај нас имало и има веројатно се уште, бидејќи не сме слушнале поинакви информации, терористички кели, условно речено центри за регрутирање на нови борци, повратници од земјите каде што делува исламската држава и така натаму, или пак секогаш терористичките напади се според оние теории, условно речено на заговори, со политичка позадина, значи не се наивни како такви. Дали треба да ни е страф ако на еден Израел ево му се случи? Аналогно на сето ова што ви го кажам. Добро, прво една мала корекција. Не сум експерт, значи нема школа за експерт, така да се рачунам како човек што нешто дознал во животот повеќе, така да не може да се каже експерт. Да. Ова што го прашувате, навистина би требало малку поширок да имаме, по повеќе време, поширок една елаборација да се направи на видувањата и на начинот на делувањето на самите терористи. Меѓутоа ќе одам, пошто кажавте со времето сме лимитирани, ќе одам малку потесно за да објаснам што се случува. Имено, независно дали е Израел или било која друга држава, не постои држава која што е идеално организирана, која што може дефинитивно да се спротивстави на организираниот криминалитет, во кој што како еден дел, сега независно дали целосно или како посебна структура се издвојува тероризмот, затоа што имаме разлики меѓу организираниот криминал кој што е исклучиво само за профит, а кај тероризмот имаме идеолошки, религиозни, понатаму политички, економски, разноразни причини кои што едноставно го прават да биде специфичен. Она што го прашувате вие, да, постои опасност, да, постојат келии. Тие се викаат замрзнати келии, кои што се алоцираат на одредени територии, кои што се интересни за одредени терористички организации и тие едноставно, тие лица кои што претходно се обучувани, идеолошки се добро подготвени, се алоцираат на одредени места кои што се за нив интересни и од таму во секој момент можат да делуваат. Како да делуваат? Тие во онај период кога се во мирување, во таа едноставно една позиција кога не се активни, тие би требало да си ја реализираат секојдневната активност. Значи тие едноставно не се пројавуваат со некаков си тип на криминалитет. Најстрого им е забрането да паѓаат во очи кај останатите граѓани по одредени специфики. Него тие се вклопуваат во средината, глумат, не глумат, него едноставно го живеат нормално животот до моментот додека не дојде некаква си команда која што би значела подигнување на нивото и тоа нивно подигнување на нивото, зборуваме на мобилност, веќе им дава одреден сигнал дека тие треба да почнат со подготовка. Таа подготовка нивна би била точно одредена, што тие би требало во тој период да направат, што е нормално. Никогаш кај нив не држат оружје, ако веќе го идентификуваме тероризмот со оружјето, иако во современиве сега некакви си тенденции, оружјето е некако и настрана поттргнато од терористичките организации, затоа што имаме веќе и оружје за масовно уништување изразено преку различни типови на хемиски агенции, понатаму имаме радиоактивни агенции, имаме нуклеарни агенции, потоа имаме биолошки агенции кои што ги учествуваме, меѓутоа не можеме класично да кажеме дека се работи за терористички акти, така да може во одредена ситуација и воопшто да не посегнат по оружје, да го немаат оружјето кај себе, иако претходно се добро подготвени, ги поминале тие кампови, идеолошки добро се подковани, затоа што не можете да станете било кој член на терористичка организација. Тоа се долги процеси на убедување, долги процеси на индоктринација, долги процеси на проверка на сето на што го прават и нормално пред се и над се конспиративноста, и нормално има неколку елементи кои што тие мора да ги запазат, а тоа се дефинитивно да тие се задржуваат на она што им е кажано, да ја држат конспиративноста на највисоко можно ниво, да избегнуваат било какви конфликти, понатамо ефикасноста и ефективноста ја постигнуваат преку тоа што многу добро ги сработуваат севкупните активности кои што им се дадени, експерти се за изработка на импровизирани експлозивни направи, експерти се за употреба на било кој од овие агенции кои што претходно ги спомена за оружје за масовно уништување и воопшто не се доведуваат самите во опасност за сето тоа некако им се удри од глава, како ние што би рекле. Едноставно имаат строги правила кои што
во доколку не ги почитуваат, тоа е и во рамки на терористичката организација, меѓутоа и према надвор, доколку не ги почитуваат, тогаш навистина се подложени на тешки последици. Најблагата последица е смрт. Кога рековте конспиративноста, односно, ајде вака уште подиректно, копчето за нивно делување, зеленото копче го стиска некоја многу повисок центар на политичка моќ, бидејќи многу е наивно, еве, гледајќи компаративно со приказната во Израел, несреќната приказна, многу е наивно да веруваме дека еден Хамас може да се крене против еден Израел. Значи, веднаш се тука позадичните теории дека некои други центри на моќ ги распоредуваат или прераспределуваат силите, дали и тука кај на зеленото копче за не дај Боже акција на терористичките кели или здруженија би можело да го стисне некој поголем центар на моќ, зависиме ли од таква или може да бидат активни само заради некаков револт? Ајде ќе ја земеме за пример Хамас. Ако сакате, имаме, нели, Хамас е организација, пред се и над се имаме политичко крило и имаме милитантно крило. Така. Истото и со ЕТА, истото и со ИРА, ако ги земете, значи сепак познати терористички организации. Она крило, кое што е демократско, да го наречеме условно демократско крило, или граѓанско крило, дефинитивно си учествува на изборите, си добива избори, на власт се и така натаму. Меѓутоа, милитантното крило секогаш е на припомош на истите нив и во одредени ситуации извршува одредени активности кои што можеби би биле во функција на граѓанското крило, но сепак тоа не може туку така да се идентификува, во секој случај е тоа. Тоа е практично одговорно на дали прашувате дали е поврзано со политиката. Дефинитивно. Видете, политичкиот... На големите сили зборам во светот. Видете, не можеме да кажеме за големите сили. Во секој случај, терористичките организации тешко се откриваат, поради таа конспиративност што ја споменавме. Нивната команда, воената команда, најчесто се наоѓа во големите градови. Вешто сокриена, дали тоа ќе биде зад некаква си структура која што би била корпорација или било што која што сепак се бави со легитимни активности, дали евентуално ќе ја води некој кој што можеби се наоѓа високо во структурите на власта, каде што вешто се сокрива, ги добива информациите, а потоа може да ги пренесе на пониско ниво, за да може да се постигне таа ефективност и ефикасност која што ние овде ја дискутиравме сега, затоа што кај нив нема потрошување на средства безцелно. Немате вие активност која што нема соодветна цел за постигнување, него да им текни колку така само нешто да сторат. Таквото нешто не постои. Секогаш има точно одредување кога има потреба да се изврши одреден акт. Претходно постои апел од тие што се највисоките врвови, кои што никој не ги знае, затоа што ако ги дознаеме, многу лесно можеме да прекинеме со таквите терористички активности, едноставно од нив стигнува до одредена структура на поставеноста на самата терористичка организација, која што мора да ја сватиме дека има пирамидално поставување и нормално дека секој некој што е на најдолно ниво секогаш го почитува авторитативноста, субординативноста на оне што е над нив. Оно што се случува кај нив е интересно што таа воена команда кога ќе ја добие сигналот дека треба нешто да изврши, дефинитивно одредува кој ќе биде одговорен. И по начелото на единствено раководење, тој одговара за се. Тој избира и група која што тоа ќе го реализира, како ќе ги анимира истите што ќе прави. Она што е исто така интересно е дека самите терористички организации најчесто се организирани во кели. Во тоа се најситните делови, можат да бидат тројки, можат да бидат петки, можат да бидат десетки. До таа структура ода, значи тројка ако е, тоа се тројца луѓе кои што се во самата терористичка организација. Еден од нив само може да комуницира или со резидент, тоест човек кој што ќе му пренесува некакви си информации или наредби, или може да има така наречена мртва јавка или мртво сандаче да се остава на налогот или евентуално наредбата или начинот на реализација на одредена задача. Колку кели има во Македонија? Еве, знаете, бидејќи дали знаете, односно е прашањето, бидејќи според Стеј департментот за 2021 просечно висока или средна е заканата за терористички напади во Македонија? Знаеме каде се, ги препознаваме, ги контролираме, колку бројни се во однос на членовите? Заканата која што ја процениле од Стеј департментот не оди по однос на тоа дали постојат кели и дали се идентификувани тие кели. Доколку се идентификувани, се постапува сосема поинаку со нив, што е нормално. Имавме ние една келија која што е идентификувана, тоа беше Кумановската келија, каде што за прв пат во нашата држава пронајдени се и самоубиствени елеци, што е нешто веќе се добива, сега невкусно да се каже на квалитет, меѓутоа квалитет во однос на терористичкото делување. И ние би требало навистина повеќе да внимаваме на тој дел, затоа што самоубиствениот тероризам е најопасниот тероризам и каде и да има поставено бомба или било што може да затаи, може да биде откриена или евентуално да нема луѓе во тој момент.
Меѓутоа, самоубиствениот тероризам, односно самоубиецот е жива бомба, тоа е бомба подвижна, тој оди, цени точно каде има најголема гужва, онаму каде што му е целта на реализација, тој ќе го направи. Немаме сега Кели, професор? За Кели, ако се знаат дека постојат, тогаш се знае постапката за нив. Ќе си има прво соодветна постапка за да се идентификуваат севкупните нивни активности, за да се соберат докази и крајно нивно апсење и едноставно да можеме да ги процесираме сето тоа. За жал тоа не можеме да окажеме дали постојат или не постојат Кели, предпоставка е дека постојат затоа што сепак имавме и од поодамна лица кои што заминуваа од Република Македонија, лица кои што овде врбуваја други лица и ги правеа тие подготовки за да може некој да замине од кај нас па да биде во ИСИЛ, да биде 143 граѓани на Македонија изминатите неколку години патувале за Сирија, Ирак или во двете земји, од нив 133 се мажи, 10 се жени, 38 биле убиени, 79 вратени, 5 мина се верува дека останале во Сирија и 2 се во затвор во бегалски камп. Ова се според последните информации, 16 лица, 11 мажи и 5 жени се репатрирани, тројца биле депортирани од други земји. Ние сме држава која што прифати репатријација на странските борци, така наречените странски борци, луѓе кои што отишле по некаков си основ, дали тоа било во Сирија или во другите завојувани краишта, дали тие сега, како што се правдаат, нели, најголемиот дел од нив, биле во кујната и лупеле компири, сега јас малку го кажувам тоа саркастично, или евентуално држеле пушка и убивале, учествувале во акција, тоа не можеме ние да го знаеме, затоа што сепак се подпираме на сознание од странските разузнавачки служби и од оние со кои што ние имаме стратешки интерес да соработуваме. Тие ги идентификуваат таму и потоа ние подпишавме таа декларација дека можеме конвенцијата за да можеме да ги репатрираме странските борци и едноставно ги репатрираме кај нас. Има држави, имам и во соседството таква држава кои што не ја прифатија таа конвенција, едноставно тие ако ги прашате се дали имате вие странски борци, немаме. Зошто? Затоа што кога ќе се идентификува некој од нивната држава, нивни државјанин, тие едноставно по административен пат им го одземат државјанството, ги прават апатриди спротивно на Виенската конвенција и кажуваат дека тие немаат кај нив и немаат постапки. Дали тоа е подобро, професор? Видете, се зависи од тоа како ќе се постави политиката. Тука не би можел јас многу да елаборирам, затоа што сепак тие се наши државјани. Ние би погазиле тогаш меѓународни декларации. И тоа би го направиле на еден безобразен начин, искрено сега не е безобразен, меѓутоа сепак не соодветен начин. Ние ги прифативме. Ги добиваме, ги идентификуваат странските, потоа ни ги праќаат кај нас, ние ги прифаќаме и веднаш сега веќе е пракса кај нив да прифаќаат веднаш договор со самите јавни обвинители, признаваат вина, одат во затвор. Еве голем дел од нив веќе излезени се надвор, се бараат модалитети како можеме ние навистина да ги дерадикализираме, дали постои тој начин, модус, не е пронајден еден унифициран начин како да ги дерадикализираме и евентуално сега се надеваме дека она што биле во затвор и она што го доживеале таму, нормално се работи со нивните фамилии, се работи со нив, може да се работи со оние што прифаќаат нормално да се работи. Сакаме да постигнеме тој ефект едноставно да и намалиме нивните размислувања дека има задгробен живот, прво и основно што кај нив, нели, тоа се потенцира, посебно дека таму кога тие ќе отидат во задгробниот живот, ќе уживаат низа на привилегии што ги немаат овде. Понатаму дека истите тие ќе прават голема работа за X измислени личности и така натаму и дека сето тоа се цени, дека тие ќе бидат народни херои. Тоа настојуваме да им го избиеме и да докажеме дека животот е еден. Дали постои задгробен живот или не, јас не би можел да елаборирам, меѓутоа во секој случај да гледаме она што ги имаме тука, сепак материјалното да го гледаме. Темата многу интересна, има и прашања од гледачите. Јас би сакала да ви поставам еве прашање, Искра ќе ми дозволиш. Да, се разбирам. Македонија сепак има национална комисија за борба со насилен екстремизам и тероризам. Дали таа деновиве действува и имаат ли средби што се однесувајте, како што веќе слушнавме од разговорот и знаеме што ни се случува сега во светот. Дали во Македонија има средба? Кај нас постои национално координативно тело, кога што имаме еден национален координатор за борба против тероризам и насилен екстремизам, имаме двајца помошници кои што исто така имаат соодветна ингеренција околу насилниот екстремизам и околу самиот тероризам. Тоа национално координативно тело го сочинуваат севкупната безбедносна разузнавачка заедница и други институции кои што можат во тој контекст да помогнат.
тие имаат постојано искрено заседавање, затоа што националниот координатор ги следи активностите, се она што се случува. Негова задача практично е тоа да го прави заедно со неговите помошници и предпоставувам и знам дека во секој случај тие се во координација со разузнавачко-безбедносната заедница, имаат можности да комуницираат со нив понатаму преку телото за координација на безбедносно-разузнавачката заедница. Исто така се даваат насоки, се координира, се прават одредени планови, се реализира стратегијата која што имаме. Имаме сега нова стратегија за борба против тероризмот и за борба против насилниот екстремизам, кои што се надевам дека согласно акционите планови ќе бидат во целост спроведувани во целиот овој период од 4 години, така да очекувам навистина една активна борба, да ја наречеме условно, тоа не е вистинска борба, меѓутоа сепак е борба против насилниот екстремизам, она што посебно и вие го потенциравте, а нормално преку тоа и евентуално затоа што насилниот екстремизам, односно екстремизмот може да биде и насилен екстремизам, а понатаму може да прерасне во тероризам. Не можеме никогаш да предпоставиме дека насилниот екстремизам веднаш е и тероризам, него тоа би требало постепено да се следи. И така да нашите служби и за Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање и целиот овој состав на Министерството за внатрешни работи предпоставувам дека севкупно се ангажирани, дека имаат податоци и ги следат севкупните активности кои што се реализираат од страна на одредени екстремисти кои што се идентификувани, препознадени, сите овие кои што се во таа групација на странски борци кои што вие ги прочитавте по бројки, тие бројките се даваат поодамна се тие бројки. Немаме нова идентификација, што е добро за нас. Она што е добро кај нас и што се покажа досега, барем сега да кажеме во сето зло и нешто добро е што од кај нас многу мал број на малолетни лица заминаа, затоа што ситуацијата во Албанија, да кажеме и во Босна е многу по-сериозна, затоа што оттаму заминаа по основ на некакво си фамилиарно поврзување, меѓутоа и по основ на некакво си можеби приклучување на борците заминаа премногу жени, заминаа и многу деца. Сега се предпоставува дека дел од тие деца навистина се поврзани со родителите, меѓутоа добар дел од нив се во кампови каде што ги обучуваат и да бидат терористи, а најлошо е кај што ги обучуваат да бидат и самоубици. Тоа е како да кажам, најтешкиот елемент или најтешката одлука која што може да се донеси, меѓутоа верувајте дека кон тоа одат, затоа што сепак кон младите лица и полициските служби и безбедносно-разузнавачката заедница многу помалку може да ги следи, да увиди нивната севкупна активност и затоа тие ги користат нив. Универзитетскиот професор Злата Димовски, ви благодарам што прифативте, бевте прецизен, јасен, аналитичен, точен колку што имаме време. Ве чекаме во некој од подолгите дебатни емисии. Последниот збор го има Слободанка. Ви благодарам исто така и јас и со внимание ве слушав, како што сум сигурна дека и нашите гледачи исто така на оваа тема.